зборуваме за знаковниот јазик, веќе извесен период вие ги толкувате седниците на општина Струмица за да можат и овие лица да бидат во текст со случувањата, со одлуките кои што ги носи локалната самоуправа. Колкава е потребата за поширока едукација за знаковниот јазик, бидејќи овие лица сепак имаат потреба да доаѓаат по институции, да завршат некои работи, но не можат да се разберат. Има ли некој начин како да се олесни нивната комуникација со општеството? Секако дека има. Ќе тргнам од себе прво. Пред многу години, кога јас почнав да работам, не знаев ни еден гест. Буквално бев уплашена како ќе се справам со тоа, искрено кажам. Но ако сакате нешто, нели се може. Почнав да учам од нив. Да ги гледам како тие зборуваат. Внимавајте, школуваните глави. Да се разберем, тие што оделе на училиште. И почнав некако, знаеш, полека да навлегувам во сето тоа и не велам дека го знам 100%, бидејќи и тие не го знаат. Јазикот е жива материја, нели? Секпат има понови и понови гестови. Дори и самите глави понекогаш за одредени зборови нема гест. Нашиот знаковен јазик е многу сиромашен во Делда. Зошто? Не е доволно развиен, не е стандардизиран. Иако во 2006 година знаковниот јазик е официализиран во употреба е, нели? Се користи знаковниот јазик во институции секаде кај што треба. Кај нас е малку потешко оди да направиме добар толкувач по знаковен јазик. За да бидете вие добар толкувач по знаковен јазик, можеби ќе имате предзнање. Ако во вашето семејство имате глуволица, мајката, татпото или брат или било како и да е. Меѓутоа, за знаковниот јазик вие треба да сте една личност која што ќе биде и широко образована. Заради тоа што има гестови кои се многу пример да речеме национализација. 45-46 година кога куќата на државата ги земала. Како вие ќе го објасните национализација? Како тој ќе разбере што сака? Значи за национализација вас ќе ви треба 5 до 6 геста. А додека тој зборува за национализација, да речеме дали на телевизија, дали пред некој друг медиум, што тука веќе вие ја губите смислата на говорот. На говор. Значи за тоа треба да се внимава, како вие тоа ќе, како ќе најдете гест за да го кажете тоа, а да бидете разбрани. Така. И заради тоа значи многу тешко оди. Многу тешко оди и да има луѓе кои што имаат интерес. Поголем дел од нив ќе се откажат. Или пак сега Националниот сојуз веќе се обидува да едуцира кадар, бидејќи тоа веќе и министерката, новата министерка каже дека тоа мора да се направи што побрзо, ама не можеме ние што побрзо преку ноќ да изрегрутираме добри толкувачи. Можеби во Струмица има семејството, не, меѓутоа пак ќе повторам. Друго е знаковниот јазик кога ние јазиците се изборуваме на дијалект, нели? Друго е кога вие го користите македонскиот литературен јазик. Македонскиот литература е знаковен јазик. И чисто за информација на луѓето што не гледаат вечерва. Знаковниот јазик. Секоја држава, секоја си има свој посебен знаковен јазик. Да речеме, македонскиот знаковен јазик е една посебна единица, посебен јазик и се разликува да речеме од српскиот од хрватскиот. Ние порано бевме една држава, има гестови кои се многу слични. Пример работа. Има или било како и да срце, љубов, нели. Може да меѓутоа сепак си има некоја своја специфика. Има знаковен јазик и на дијалекти и во Струмица различно зборуваат ловите, во Битола различно зборуваат. Значи и тука има една разлика, меѓутоа ние пак ќе повторам, значи ние се обидуваме колку што можеме. Јас максимално колку што можам да бидам присутна секогаш некаде кај што ти треба.